Па знаете, болните со ретки болести имаат многу различни проблеми, меѓутоа имаат едно заедничко решение, а тоа е да се најде решение во рамките на буџет за ретки болести и во рамките на националната програма за ретки болести. Која е целта на денешната тркалезна маса? Целта на денешната тркалезна маса е да апелираме до владата на Република Македонија да донесе еден транспарентно објавен регистер за ретки болести, еден транспарентно објавен регистер за цистична фиброза, бидејќи тоа е основата од каде што ние како здруженија може да тргнеме, користејќи ги тие податоци, да успееме да донесеме подобар третман, подобро лекување за болните со ретки болести во нашата земја. Зашто е потребен регистарот за ретки болести и кои се придобивките од неговото постоење? Како што реков, од самите регистри можат да се исцрпат многу податоци, почнувајќи од тоа колкава е вистинската застапеност на болните со одредена ретка болест во дадената земја, која е тежината на болеста, каква е потребата од лекови, суплементи, помагала, кои медицински профили недостасуваат во земјата за третман на таа болест и на тие болни, така да наоружени со сите овие податоци, ние како здруженија можеме да лобираме не само во земјата, туку и во европските земји, да ни помогнат да ги решиме ваквите проблеми согласно, како што кажав, податоците што ќе ги добиеме. Од исклучителна важност е да постојат транспарентно објавени регистри за ретки болести. И последното прашање, колку ќе помогне новиот додаток за децата со цистична фиброза кој го најави владата на Република Македонија? Многу да ви кажам, значи ние сме, морам да кажам, многу срекни што конечно се најде решение во однос на посебниот додаток, бидејќи цистична фиброза беше една од ретките категории на пациенти со едно тешко животозагрозувачко заболување кои што не беа опфатени со законската програма која што се однесува на посебниот додаток.